Добар ден, криптоентузијасти. Го гледате повторно каналот Криптогемиџија. Денеска ќе пробаме направиме анализа на моменталниот пазар на биткоин, затоа што како што може да видите имаме одредени придвижувања кои што се доста битни во однос на она што се случува во светот и би сакал да видиме како моментално се наоѓа, значи каде се наоѓа моментално самиот пазар предводен од биткоин. Со дополнително ќе ја користиме онаа табела за која што претходно веќе работевме. Се сеќавате онаа табела која што користевме во однос на пронаоѓање дали има добар момент за ставање на одредена позиција во случајов лонг, значи дали добро да се купи одредено добро, со тоа што ќе направиме анализа на биткоин на дневно, неделно и месечно ниво. Значи ќе ја користиме оваа почетничка табела чисто за да видите како поедноставно е да се соберат овие индикатори и да се види дали е позитивно или негативно сето ова што го гледаме моментално на биткоин чартот, со тоа што доколку некој од индикаторите е позитивен во однос на дали е добро да се купи или не на пазарот, ќе ставиме на пример X, доколку не ќе ставиме 0. Значи чисто или може да направиме 1 и 0 чисто за да биде поедноставно. Фактички да видиме колку имаме поени еден наспроти друг и да видиме колку на дневно, неделно и месечно ниво би ни се исплатило да купиме биткоин во моментов. Значи пред да почнеме со анализа на чартовите на биткоин, јас ги имам поделено на некој начин на два различни чарта со цел да можам да гледам повеќе индикатори и истите да не биде пренатопран самиот чарт, значи во она што го гледаме. За почеток би сакал прво да го видиме долар чартот. Значи долар чартот како што може да видите, ова е на месечно ниво и истиот моментално се наоѓа во триаголна формација. Значи истиот го гледаме во моментот затоа што директно падот на биткоин е резултиран поради растот на вредноста на доларот. Значи како што може да видите, моментално вредноста на доларот е највисока во последниве 5 години. Значи од 2017 не бил во ова ниво на висина на самата цена. Од друга страна како што може да видите имаме кршење на оваа триаголна формација нагоре, но тоа што сакам да го извлечете од овој чарт, значи најпрво како што може да видите ова се претходните булрани. Значи ова се тие два булрани низ кои што досега поминавме и после истите како што може да видите зголемувањето на цената на практично на вредноста на доларот резултира директно со претходниот bear run и моменталниот пад на цената на биткоин, која што доколку продолжи да се движи во оваа насока доларот, може да резултира со следен bear market на биткоин, кој што не можеме да го очекаме затоа што сите оние кои што јас ги познавам лично од овој, да речем, техничка анализа блок на луѓе кои што ја работат истата, сите очекуваат дека оваа граница ќе биде премногу јака за биткоин и дека истата нема да може да ја скрши, но нормално, како што може да видите, не може да бидете секогаш во право. Сега она што треба да го видиме следно е дека овој златен джеб практично на отпор кој што доаѓа пред биткоин во следниот период би бил еден од можните да речем граници во кои што доларот би почнал да се враќа надолу и би направил ритест на овој триаголник пред да продолжи нагоре. Доколку тоа се случи, тоа ќе биде одлична шанса за барем биткоин да добие релив рали, она што се нарекува после огромен пад, значи да има барем одреден скок кој што би ја вратил цената малку во, да речем, некоја повисока вредност, барем во одреден период, се разбираме. Сега како што може да видите, значи вакво движење на доларот не е забележано во голем дел од времето. Значи ова е последен пат кога тоа се случило било во 2014 година. Значи може да видите дека тоа е нешто што затоа и не се очекувало дека може да се случи. Од друга страна, значи ако ги разгледаме индикаторите, оно што го разговаравме е дека моментално се наоѓа многу надвор од Болинџер бендот, за да може да видиме точно колку. Значи јас ќе го сменам моментално да не биде во свеќе, туку да биде во линеарно представување, за да видите колку само се наоѓа надвор од Болинџер бендот, видите. Значи гледате кога последен пат се случило тоа. Значи никогаш во овој цел период не се случило тоа повторно од 2014 година. Она што сакам да ви го покажам е дека секогаш кога доларот се наоѓа толку надвор од Болинџер бендот, можеме да очекуваме дека истиот ќе се коригира порано или подоцна и ќе се врати повторно барем во Болинџер бендот, а друго што може да забележиме е дека секогаш кога биткоин
извинете, доларот успеал да допре оваа горна граница на Болинџер бендот, гледа што се случува следно. Тоа е следниот бул маркет. Со тоа можеме да видиме дека не е само Болинџер бендот единствениот показател кој што ни покажува дека моментално доларот е во огромен раст кој што е надвор од сите индикатори кои што ги поседуваме, како на пример RSI моментално се наоѓа oversold на месечно ниво. Тоа е нешто што многу ретко се случува, видите. Значи доларот последен пат кога тоа се случило било во 2016 година и тоа не успеал ни да излезе. Значи он само ја допрел горната граница на RSI од 70 поени. Значи ова е прв пат од 2014 година да биде во територија на oversold. Додека за разлика од тоа, значи докато го погледнеме стокаре, сега видите, значи буквално представува паралелна линија. Повторно, истото се случило во 2014 година, претходно, значи како што може видите, пред тоа уопште не успеал ни да достигне, а не па да го ја задржи оваа вредност од апсолутна стотка, значи во поени. Овде како што може видите, значи моментално се наоѓа многу јак тренд на MACD, затоа што моментално се наоѓа над нулата, сигналната и базичната линија и бранот на MACD се уште не покажува слабост, каде што би ни се појавила овој бел столб би се појавил за да покаже дека имаме некаков вид на забавување на бранот. Но забавувањето на било што прво секогаш ќе го видиме на помалите вредности. Значи кога ќе влеземе на помалите временски периоди, можеме да го видиме забавувањето каде што се уште не се случува. Гледате, се уште е во MACD, значи не истиот индикатор, се уште е во исклучиво зелена боја, што значи дека мораме да почекаме барем бела да се појави пред да очекуваме дека било каков вид на корекција ќе случи надоле. Исто, значи доколку ги смениме овие свеки во линија, гледате, се наоѓа повторно над Болинџер бендот, гледате, значи истото. Последен пат тоа се случило во 2020, но било за многу краток период, тоа што јас го очекувам во овој момент. Значи очекувам да се врати повторно барем до ова средна вредност на Болинџер бендот пред да продолжи со движење нагоре, затоа што дури на неделно ниво, гледате, значи гледате колку е oversold, 76 на неделно ниво. Сток RSI исто така се наоѓа над 80 вредноста која што е вредност за рачунање на препродадено добро на сток RSI и дори да се вратиме на дневно ниво, значи само да видите дека се е буквално oversold. Значи гледайте, RSI oversold. Овдека се уште немаме знак на слабост, како што може да видите се уште е во јак тренд нагоре. Сток RSI, иако имало корекција во 50, повторно сигналната линија веќе се наоѓа во oversold, базичната линија следи и овдека се наоѓаме во горната граница на Болинџер бендот повторно. Сега, ќе вратиме на неделно ниво, само сакам уште еден момент да ви покажам кој што е многу битен во однос на доларот. Значи гледате, ова се двете граници кои што претходно биле практично и врвот и го представувале стартот на бул маркетот практично на биткоин. Значи гледате, ова бил апсолутен врв на вредноста на доларот и потоа започнал самиот врв самиот бул маркет на биткоин. Значи моментално овие два врва со нивните неделни нивоа создаваат, да речем, овој блок на отпор кој што очекуваме повторно да ја задржи вредноста на доларот барем на кратко. Значи останува да видиме, затоа што како што може да видите на сите три најголеми временски периоди, значи доларот се наоѓа во oversold и се наоѓа комплетно, значи надвор од Болинџер бенд. Што значи дека овдека би било на некој начин првиот момент каде што можеме да видиме некаква слабост на доларот и вртење на цената на биткоин кон нагоре. Значи тоа може да се случи за една недела, може да се случи и за еден ден. Останува да видиме како ќе се движи моментално вредноста на доларот, како што може да видите на дневно ниво, моментално, значи само 2 дена и биле потребни на цената да испадне надвор од овој триаголник кој што е создаден веќе 5 години и истиот да продолжи да се движи кон оваа следна граница, каде што пак ќе речем, овие две нивоа кои што се воспоставени во 5 години наназад ќе бидат голема граница и голема на некој начин отпор, што би помогнало на цената на биткоин да се врати нагоре. Следно што би сакал да разговарам пред да навлеземе во биткоин е моментот со SPY, значи овие индикатори DXY, SPY и биткоин за кои што разговаравме и зошто се битни и како истите се корелираат со биткоин,
Веќе разговараме за тоа во едно од моите претходни видеа, може да го најдете. Тоа беше 13-тото видео, доколку не се лажам, каде што буквално насловот се нарекува Bitcoin versus SPY versus DXY. Сега, значи нема да навлегуваме во тоа, би ви предложил да го погледнете тоа видео за да видите која е корелацијата помеѓу овие три добра и да видите како истите на некој начин ни помагаат да видиме што понатаму на пазарот. Сега ќе се задржам директно на самата анализа. Значи, она што можеме да го видиме моментално на неделно ниво, ќе се вратиме од месечно, ќе почнеме секогаш од најголемото, па ќе се движиме подолу. Значи, моментално на неделно ниво, на месечно ниво, извинете, она што сакам прво да ви го покажам е овој канал. Значи, овој канал на кој што SPY, односно Fortune 500 компании во Америка се движел, и тоа зборуваме, значи, уште од 2008 година, оној пат од банките кој што се случи поради презадолженост на банките во Америка. Значи, од тој момент немаме никаков пат на вредноста на вкупните на вкупниот маркет кап на сите овие 500 компании најдобри во Америка. Истиот се движел во овој канал, при што овој канал е скршен и продолжил да се движи врз горната граница на истиот канал, каде што, значи, доколку се случи bear market, како за биткоин, така и за берзите, јас би очекувал дека вредноста на моментално овој пазар би се коригирала негде до горната граница можеби на овој канал, што би кореспондирало со на некој начин корекција до 0,5 или 0,6, односно она златно ниво на Фибоначи секвенцата надолу. Значи, тоа не мора да значи дека ќе се случи, но како што може да видиме, се движел во горната половина на Болинџер бендов во долг временски период. Значи, зборуваме години наназад, затоа што 2018 се движи во горната, еден имаме пат само надолу, што значи дека коригирање до долната страна на Болинџер бендот е голема веројатност дека ќе се случи, доколку влеземе во bear market, доколку доларот продолжи да се движи во оваа нагорна патека. Но, како што може да видите, тоа може да биде и многу кратко, може да биде само еден месец. Гледате, значи, претходно успеал да се коригира за само еден месец. Сега, мораме да ги увидиме сите овие нивоа кои што, како што може да видите, точно кореспондираат едно со друго. Значи, моментално горната граница на овој канал е долната граница на Болинџер бендот. Во исто време, како што рековме, значи, моментално оваа корекција која што се случува, затоа што 0,236, како што се сеќавате од 10-тото видео, не е доволна корекција. Мораме да имаме балем 0,382 корекција за да очекуваме дека бранот ќе продолжи да се движи нагоре силно. Затоа што 0,236 е онаа прва корекција која што најчесто се случува, гледате, неколку пати е неуспешна затоа што мора да имаме солидна корекција надолу во Фибоначи секвенцата, барем до овој левел, за да очекуваме продолжување на бранот нагоре. Значи, без тоа би било ризично да влеземе во во купување на ово добро. Сега, значи, како што рековме, доколку се случи пад на биткоин, ова дополнително би бил показател, доколку на некој начин ја изгубиме оваа средина на Болинџер бендот, дека ќе очекуваме пад барем до 0,382 левел, ако не и подолу, што на некој начин овој канал покажува дека можеме да го очекуваме. Дополнително гледате дека MACD на ова, значи на SPY е во пад, затоа што сигналната линија ја поминува базичната линија надолу, како и во оваа ситуација можеме да видиме дека RSI е на ниско ниво, на многу ниско ниво, екстремно, 6, како и извинете, 100 RSI, а RSI се наоѓа на 55, односно се обидува да направи корекција од 50, значи левелот. Значи 100 RSI не е доволен показател да ни покаже дека е, значи, време за да се купи, затоа што само 100 RSI е единствениот кој што ни покажува дека има добра вредност за да се купи ова добро. Се останато покажува дека мораме да почекаме за подлабока корекција пред да одлучиме дали да купиме ова добро. Што значи дека паралелно ова како SPY како индекс е буквално во паралелно движење со биткоин. Значи најчесто кога имаме пад на овој индекс, имаме пад и на биткоин и обратно. Што значи дека ова е еден од првите индикатори кои што ни покажува дека може, значи веродостојно е да се очекува биткоин да продолжи да се движи нагоре и повторно сето тоа доаѓа од овој индекс. Значи сето дека доларот продолжи да се движи нагоре, можеме да очекуваме дека биткоин и берзите ќе паѓаат надолу. Сега да се вратиме повторно на биткоин и да видиме што можеме да согледаме од самите индикатори до сега. Значи, рековме прво ќе погледнеме на месечно ниво.
ќе ги промениме на месечно ниво и ќе видиме што се случува моментално. Значи, за почеток да го погледнеме Болинџер бендот. Моментално имаме пробив на Болинџер бендот на месечно ниво под средината и доколку оваа свеќа успее буквално да заврши под вредноста на средината на Болинџер бендот, голема веројатност да очекуваме дека истиот ќе се коригира надолу, не значи дека ќе се коригира до долната страна, што тоа би било, верувајте ми, невозможен пат до 12.000, но можно е да се очекува дека ќе продолжи да се движи цената градуелно на практично на десно, не надолу, се додека долната граница на Болинџер бендот продолжи да се движи нагоре, при што негде во иднина, доколку ова представува bear market, би се сретнале, јас верувам, во ова златно ниво. Значи, зошто е така обележено? Јас верувам дека следната акумулација на bear marketот би се движела во ова поле. Зошто? Значи, ќе се вратиме и на неделно ниво да видите каде е ова поле и зошто е ова поле вака определено, но доколку го представиме претходниот bull market, можеме да видиме дека ова беше званично поле на поддршка на овој bull market со неговата корекција во летото 2021 и пред него продолжување до нов all time high. Што значи дека јас верувам дека ова ќе биде полето каде што ќе се врши акумулацијата и би очекувал, значи доколку оваа свеќа заврши под средината на Болинџер бендот, да имаме одредено вакво движење на цената на биткоин, значи би се движела некако во овој, да речем, сегмент. Додека Болинџер бендот, долната граница би се движела на некој начин. Вака би изгледало тоа доколку ова е на некој начин следниот bear market. Значи ова би било степенот на акумулација, каде што овој скок од долната граница на Болинџер бендот би значил и започнување на следниот bull market нагоре. Сега ова, значи, нормално ова е само на некој начин предпоставка за тоа што ова се случувало и претходно и сме согледане на некои помали временски периоди, па затоа најчесто и знаеме како истиот би се случувал, како истиот би се движел и затоа ова е на некој начин само предпоставка, но верувајте ми, најчесто се случува да биде буквално така. Сега, значи ќе се вратиме на Excel чартот и ќе го најдеме. Значи ќе ги запишеме сите овие вредности и ќе видиме што уствари можеме да очекуваме од целосна анализа. Значи на некој начин ова е најобичен статистички податок кој што можеме да го добиеме во однос на индикаторите кои што ги имаме. Дали индикаторите се позитивни или негативни за нас. Значи ова би било 0 затоа што на некој начин ова не е поен, значи ни покажува негативна вредност дека нема да е паметно да се купи во оваа ситуација биткоин. Тоа е првиот индикатор. Значи, втори индикатор кој што можеме да го погледнеме овде би бил, само секунда, MACD. Како што може да видите, MACD на месечно ниво е многу над нулата. Како што се сеќавате, разговаравме дека MACD мора да биде блиску или под нулата и сигналната да биде над базичната линија, тоа би било идеална ситуација, но ќе разговараме, значи, од типот да биде барем блиску до нулата, каде што има многу поголема шанса да се коригира. И на тој начин би ни помогнал да утврдиме дека е добра шанса да се купи биткоин или не. Но идеално, значи она што веќе го разговаравме, би било ова е фактички на некој начин идеално место да се купи, каде што сигналната не надминала базичната линија и се наоѓаме блиску и уште подобро или под нула линијата. Се разбираме? Че ова би било идеалниот момент да се купи според MACD индикаторот, но во оваа ситуација како што може да видите е сосема обратно. Че во оваа ситуација вредноста на MACD е многу над нулата и сигналната е под базичната линија, што значи дека очекуваме пад. Исто така како што може да видите бранот самиот по себе, значи немаме никакво додека не добиеме барем еден бел столб, немаме никакво значење за значи нема сигнал за забавување на овој бран надолу. Што значи дека и ова би представувало нула, значи тоа е на месечно ниво MACD е 0, што значи дека тоа е негативен знак за нас. Сега ќе се придвижиме на следната табела, каде што на месечно ниво ќе ги погледнеме моментално 4 EMA, значи 4 средни вредности на биткоин. Веќе разговаравме за ова, може да ги погледнете претходните видеа за да видите за што станува збор, но вредностите се значи може да видите за што станува збор за 10, 50, 100 и 200. Ова се обични средни вредности на 10 дена, 50, 100 и 200 дена од биткоин,
кои што се представени со зелена, жолта, црвена и плава линија. На месечно ниво, како што може да видите, значи е многу тешко да се наредат истите во овој сегмент кој што ние го очекуваме нормално, но затоа што се наоѓаат на месечно ниво, истите се расширени уште многу пред тоа и се наоѓаат точно како што нас ни одговара. Значи зелена, жолта, црвена и најздолу плава, значи моментално се наоѓа на многу доле самата плава линија, но во случајов ни одговара, значи ова е еден од индикаторите кои што ни покажуваат дека е добро да се купи биткоин, но повторно не заборавајте. Овие индикатори кои ги гледаме на месечно ниво се добри и носат голем профит, но на многу подолг временски период. Што значи дека ова нашто ни го покажува дека е добро да се купи во овој момент, да, но за долг временски период. Значи ова нема да се одигра веднаш, ме разбирате? Колку е помал временски период, толку поголема веројатноста тоа се случи наскоро, додека колку е поголем временски период како месечно ниво, толку мораме овие индикатори да ги почекаме да на некој начин да изиграат на многу подолг временски период. Значи тоа е правилото за кое што разговаравме во нашиот чарт. Значи пред да купиме мораме да бидеме сигурни дека имаме зелена, жолта па црвена од нагоре надолу наредени и тоа ни покажува дека моментално цената е стабилна и ќе се движи нагоре. Се додека истите се разделени една од друга и се наредени како што, нели, го направивме тоа во нашето видео, доколку се вратите назад може да видите што точно ствари овој индикатор представува и како истиот се подесува и сето тоа. Ова е првиот индикатор кој што покажува дека е паметно за долг временски период на месечно ниво да се купи биткоин. Следно што би сакал да погледнеме е вредноста на VPVR, но вредноста на VPVR, како што може да видите во оваа ситуација, се наоѓа овде доле, значи на левиот агол, но како што може да видите, поддршката на истата се наоѓа негде околу 4-5 илјади. Зошто е тоа така? Затоа што најголемиот дел од тргувањето на биткоин на месечно ниво се одвивало во овој период, во долниот дел од претходниот bear market. Затоа и моментално истиот е на некој начин неверодостоен, значи не би можеле да го земеме во превид никако негативен, никако позитивен, затоа што немаме доволно трговија во овој обем. Гледате овде, значи немаме доволно трговија која што би ни покажала каде е паметно да се купи или да се продаде за овој голем бран кој што би бил поддршка доколку цената би паднала, што е скоро невозможно да се случи. Затоа во случајов истиот нема да го земеме во предвид и VPVR, на пример, ќе ставиме само една коса црта која што би значила дека како индикатор моментално не можеме да го земеме во предвид. Да продолжиме понатаму, значи сега треба да ги погледнеме RSI и сток RSI, значи тоа може да го направиме овде. Значи да видиме што се случува моментално со RSI и сток RSI. Само момент да ги расшириме да може да видиме точно. Значи гледајте. Моментално сток RSI се наоѓа длабоко под oversold линијата, што значи дека е препродадено ова добро, значи се наоѓа на скоро на 5 поени, што е многу добро. Значи ако се сеќавате во 10-тото видео, кажавме дека сток RSI треба да се наоѓа од 0 до 30, тоа би била идеалната позиција да се купи одредено добро, што би било на некој начин, нели, 1 поен, фактички затоа што истиот е на многу добро ниво, исто како и RSI, кој што се наоѓа моментално пред 50. Сега, само да повториме. Значи кога имаме оваква голема корекција на RSI во горниот дел од табелата, значи гледате стасал до 90. Не можеме да очекуваме истиот да се врати до 30 за да би бил oversold, односно препродаден. Значи секогаш тие корекции гледате, кога станува збор за движење во горниот дел од оваа табела, корекциите најчесто завршуваат на 50 и продолжуваат нагоре. Гледате, значи кога имаме големо движење на овој индикатор во горниот дел од табелата над во overbought, значи во прекупено добро, корекциите ги очекуваме до 50 и повторно движење на цената на самиот индикатор нагоре, исто и обратно. Кога имаме во препродадено добро, значи кога овој индикатор се придвижил под 30, очекуваме дека корекциите први ќе бидат до 50 и потоа надолу повторно, затоа што моментално се наоѓа во сосема горниот дел од овој индикатор, се разбираме. Иначе нормалните вредности за oversold и overbought се 70 и 30, прекупено и препродадено добро. За разлика од тоа, кога имаме екстремно движење на овој индикатор горе или доле, 50 би била линијата каде што очекуваме корекција надоле или нагоре. Сега, она што го запишавме е да значи RSI треба да биде од 20 до 50. Значи тоа би било идеално, односно да се наоѓа во долниот дел од самата табела,
под 50, каде што би имал значи на некој начин големо значи период за движење нагоре, би имал место, би имал каде да се движи, односно би дозволил на цената да се движи нагоре со самиот себе си. Значи во оваа ситуација, иако моментално како што може да видите се наоѓа на вредност која што нас не одговара, тоа е 50 и очекуваме негова корекција, значи не би било паметно затоа што очекуваме истата барем да падне под 50. Значи колку е подоле, толку би било попаметно за нас. Моментално се наоѓа на некој вредност од 53 и нема да ризикуваме и ќе ставиме дека истата е моментално не е на наша страна и ни останува да го погледнеме Фибоначи значи секвенцата, односно да видиме што станува збор во однос на незината корекција на последниот бран. Значи секогаш го земеме последниот бран и ја гледаме неговата корекција и гледаме дали моментално имаме подлабока корекција од 0,236 левелот, односно 23%, како што може да видите моментално корекцијата на која што оваа цена се задржува е 0,786, односно тоа е последната граница пред цената да се врати до нивото од каде што самата тргнала. Значи гледате, ова ниво на Фибоначи секвенцата, како што може да видите, е последниот на некој начин позитивен сегмент кој што ја држи цената да не продолжи да се движи надолу, но доколку се вратиме, може да видите дека тоа е уствари точно акумулационото поле кое што очекуваме да ја задржи оваа цена. Еве сега ќе ви покажам зашто станува збор. Значи доколку го земеме истото тоа овде да го измериме, каде што го обележавме самото акумулационо поле, гледате, значи моментално акумулационото поле е буквално полето кое што на некој начин ја држи, тоа е горниот дел од самото поле и 0,786 левелот кој што ја држи оваа цена на некој начин, каде што би очекувале да се случува следната акумулација, односно цената да се движи во десниот агол, значи буквално да продолжи да се движи по ова ниво, каде што би била акумулација за следниот bull market. Значи тоа би бил на некој начин bear market кој што го очекуваме. Затоа што не заборавајте, корекцијата на биткоин во секој bull market досега била негде околу 80%. Но она што ќе го учиме понатаму, значи ќе го земеме како едно од видеата е дека корекциите, колку доброто повеќе има средства во себе, значи колку поголемо станува доброто, односно колку маркет капот, колку повеќе пари се внесени во одредено добро, толку и корекциите на истото се помали. Значи доколку го споредите чартот на биткоин во почетокот, имаме значи буквално радикални корекции на целиот чарт, каде што во еден ден корекциите се движиле и до 50-60% од цената на биткоин. За разлика од тоа, моментално тоа не се случува и колку поратамо ќе се движи цената и колку повеќе пари ќе влезат во самото добро, во биткоин, толку и помали ќе бидат овие корекции. Што значи дека за овој моментално bear market очекуваме дека корекцијата може да биде и помала од 80%. Доколку ја земеме моментално од највисокото ниво, да видиме до каде моментално се предвижда цена, значи веќе имаме 43% корекција од највисоката вредност на биткоин. Значи, да, доколку продолжиме до 80% можеме да очекуваме дека тоа би се предвижило негде и до 20.000, но верувајте ми, тоа нема да се случи, затоа што значи околу 20.000 само. Има толку многу верувајте ми, ордерс, тоа се уствари наначки за купување на биткоин, значи тоа никогаш нема да се случи да стаса до 20.000. Верувајте ми, само околу 30.000 има огромен број на наначки каде што значи огромен број на огромни капитални организации и држави би купиле биткоин пред исто да продолжи нагоре. Затоа значи се очекува овој bear market цената да не се коригира до тој сегмент, односно цената да продолжи со корекција само негде до ова претходно ниво кое што го имавме до 28, значи од 30 до 28.000, нормално и ова не е секогаш, значи ова прилика би било корекцијата која што се очекува, значи негде околу 28 да биде долната страна на оваа корекција, односно 60%. Значи тоа е оприлика она што и многу поискусни луѓе во техничката анализа очекуваат за моменталната ситуација на биткоин, односно да цената да се движи во овој златен џеб. Сега доколку вратиме на неделно ниво, ќе видите зошто многу повеќе, значи овој златен џеб изгледа како веројатно полето каде што цената ќе се задржи. Значи гледајте, на левата страна тоа е уствари, само да зумираме овој дел од чартот за да видите зашто станува збор. Значи гледајте, ова е буквално почетокот, значи ова е првата корекција на
бул маркетот кој што го имавме од 2021 година, каде што првата корекција на некој начин го даде ова ниво од златниот джеб од 29.000, 28.500 до горната граница на 34-35.000, кој што, како што може видите, истиот овој джеб потоа беше и отпор на цената, значи ја држеше оваа цена како поддршка во летото во 2021 година, кое што ни даде уште една корекција нагоре со нов all-time high, што во овој случај повторно би бил на некој начин многу солидна поддршка на цената за истата да продолжи да се движи во овој джеб на акумулација пред да продолжи во новиот bull run. Сега, затоа што веќе завршивме со месечно ниво, сега ќе продолжиме на неделно ниво да ги погледнеме, значи, индикаторите на неделно ниво и да видиме како истите се движат. Значи, да, Фибоначи секвенцата ни покажува дека е добро да се купи моментално на месечно ниво, но доколку ги погледнеме, имаме 3 позитивни и 3 негативни практично во овој случај индикатори. Значи, тоа би било практично 3 со 3 индикатори ни покажуваат дека е добро или не е добро да се купиш, значи дека шансата е 50-50, но верувајте ми, моментално кога ќе ги погледнеме неделно и дневно ниво, ќе видиме дека е многу поинаку, значи целата ситуација, затоа и треба да ги погледнеме на секој временски период пред да одлучиме за инвестирање на некој начин на долг временски период. Сега, не само што ќе ги погледнеме индикаторите, ќе ги погледнеме дополнително и самите структури на пазарот да видиме што истите ни покажуваат. Значи, прво, онаа структура за која што веќе разговаравме, овој канал во кој што цената се движи, и моментално цената на неделно ниво се уште не е испадната од овој канал, но доколку погледнеме истата на дневно ниво, моментално истиот е скршен. И се обидуваме да се вратиме во самиот канал. Оваа жолта линија овде која што гледате е тој канал на неделно ниво, кој што беше скршен и цената вчера заврши надвор од него, да се надеваме дека денес тоа ќе се поправи и дека тоа беше само краток излез од овој канал, што би било на некој начин многу добро за држење на цената во овој канал, што би дозволило можеби да имаме уште една корекција на цената нагоре на биткоин, оно што сите се надеваме. Сега да почнеме постепено, значи како што може да видите, моментално MACD се наоѓа под нулата, но имаме повторно прекрашување на сигналната под базичната линија и движење на бранот од зелен во црвен. Што значи дека ова може да произнесе со уште подлабока корекција на MACD надолу, затоа MACD на неделно ниво не е на наша страна и ќе го запишеме како нула. Следно што треба да погледнеме е Bollinger Bandот. Значи, во овој случај Bollinger Bandот, како што може да видите, се наоѓа на долната страна, но се уште не е завршена корекцијата до долната страна на самиот Bollinger Band. И гледате, дури и Bollinger Bandот ни покажува дека ова поле уствари представува поддршка која што ќе биде следна доколку се проби овој канал надолу. Значи, точно долната граница на Bollinger Bandот се движела од долната граница на овој златен джеб до горната граница на овој златен джеб. Значи, тоа се оние на некој начин дупли индикатори кои што ни покажуваат дека оно што сме го нашли во табелата е тоа, значи е вистинито. Гледате, и сите овие краеви на корекциите завршуваат или до горната граница на овој златен джеб или негде во некој начин средината. Гледате. Значи се задржувала цената секогаш на горната страна на овој златен джеб, што покажува дека поддршката на цената во овој джеб е многу голема. И не заборавајте дека на тоа дополнително го имаме и ова ниво од 30.000, кое што е на некој начин психичка бариера. Значи многу луѓе, и тоа зборувам за луѓе кои што стварно имаат голем капитал, би ставиле да купат на 30.000 затоа што веројатноста е голема дека цената може и да не стаса никогаш до 30.000 понатаму. Значи ова може да биде последната корекција каде што цената ќе ја видиме негде околу или под 30.000 пред да продолжи да се движи нагоре во наредниот bull run и тоа да биде последна шанса да купиме на 30.000. Значи она е истото што доколку ги следевме претходните булрани и анализата на претходните булрани, кога цената се движела, значи за последен пат до 3.000 и што нешто што никогаш како феномен нема да го видиме, како и во претходните булрани каде што цената се движела и до неколку стотици долари. Значи тоа е моментално истата ситуација што ја гледаме како потенцијален значи потенцијална шанса да акумулираме биткоин кој што се уште многу луѓе во светот сметаат дека е многу ефтин во однос на потенцијалот кој што го има.
Сега да се вратиме повторно, значи се наоѓаме во долната страна на Болинџер бендот, но мораме да почекаме оваа корекција да заврши доколку овој бран проложи надолу, затоа што гледате, значи имаме 1, 2, 3 неуспешни обиди за пробивање на средната вредност на Болинџер бендот, што значи дека можеме да очекуваме дека цената ќе продолжи се движи надолу барем до ова ниво на Болинџер бендот, кога го гледаме Болинџер бендот исклучиво како индикатор. Затоа ќе го запишеме како 0 на неделно ниво. Следно што треба да погледнеме е VPVR. Сега, VPVR е една од, да речем, првите индикатори кои што се позитивни во оваа ситуација. Значи, гледате, од лева страна имаме точно овој врвот на самиот индикатор VPVR, односно најголемиот обем на трансакции се движиле во овој сегмент од цената и моментално сигналната линија е една од дополнителните индикатори кои што ја држи оваа цена со поддршка над оваа долна страна на каналот, која што моментално се наоѓа на 38.860, што значи дека сигналната линија на овој индикатор ни покажува каде е врвот на трансакциите, односно на која цена најголем обем на трансакции биле извршени, што уствари е и најголемо ниво на поддршка во оваа ситуација или опор доколку цената беше под ова ниво. Значи ова е уствари поддршка, што значи дека VPVR во оваа ситуација е на наша страна. Тоа е еден. Значи, следно што можеме да погледнеме е, рековме, значи, да го погледнеме на другиот чарт, треба да се вратиме на неделно ниво и да ги погледнеме останатите индикатори. Значи, како што може видите, оваа тренд линија го прави овој триаголник со врв надолу, но се уште не значи дека истиот ќе се пробие нагоре. Мораме да видиме како истиот ќе продолжи да се движи, затоа што моментално се наоѓаме во не 70-тиот, него 90 до 100% од телото на овој триаголник, што значи дека наскоро истиот ќе биде скршен или надоле или нагоре. Проблемот во оваа ситуација е тоа што значи имаме многу повеќе препреки нагоре отколку надолу. Надолу го имаме само овој канал кој што ја држи цената значи буквално во овој триаголник се уште и понатаму може да рачунаме и значи ова средна вредност на биткоин на 100 дена како евентуална поддршка. Значи дури и истата да не успеала да допре, значи цената до овој левел, доколку се вратиме наназад можеме да видиме дека ова е еден од најјаките нивоа на поддршка на биткоин. Значи доколку се вратиме низ претходните булрани можеме да видиме, гледате, значи ова е и во бер, гледате. Значи цената многу ретко се случува да се наоѓа под ова ниво. Сега доколку значи се фокусираме на ова на некој начин ова структура, значи можеме да очекуваме дека во наредните, да речем, следната свеќа фактички наредната недела би била одлучувачка за да видиме дали цената ќе продолжи нагоре или надолу од оваа конструкција, значи крајно време е истата да биде скршена. А дополнително на горна страна го имаме овој долен дел од акумулација на Wyckoff акумулацијата, доколку е тоа структурата и доколку не е, ова е уствари ниво на отпор и поддршка, гледате. Значи точно свеќите завршувале и пробивале на едната или на другата страна од ова поле. Што значи дека ова е првото поле што не одбива за движење на цената нагоре, потоа го имаме најбитниот сегмент, односно bull market support бендот, во оваа ситуација е отпор, затоа што како што може видите имаме неколку неуспешни обиди. Значи ова е успешен обид, но не успеала цената да се задржи над bull market support бендот и имаме еден неуспешен обид, тоа се 3 неделни неуспешни обиди да се врати цената над bull market support бендот, доколку не добиеме некоја огромна позитивна вест и оваа свеќе се претвори во зелена и пробие нагоре. Значи тоа никогаш не се знае, но во моменталната ситуација ова е многу ретка ситуација во која што можеме да видиме 5 последователни негативни свеќи. Значи доколку и сами поминете низ чартот надолу може да видите дека 3, максимум некогаш 4 свеќи е максимум што можеме да очекуваме од еден бран надолу, па дури да е тоа во средината на bear market. Овдека имаме многу ретка ситуација во која што имаме 5 последователни негативни свеќи кои што ни покажуваат дека цената е многу силно трната надолу. Сега, значи да се вратиме повторно на индикаторите. Значи како што може да видите моментално 4EMA индикатор не е на наша страна затоа што зелената се наоѓа под жолтата и тоа во голем, значи како што може да видите имаме голем обем на бранот помеѓу себе, што значи дека тоа дополнително покажува дека овој индикатор ќе треба многу време пред истиот да се сврти нагоре како позитива, значи дека 4MA не е на наша страна.
Следно што треба да погледнеме е Stock RSI и RSI. Значи, моментално Stock RSI се наоѓа под вредноста на 50, но ни треба да се наоѓа негде на долната страна на овој граф пред да очекуваме дека ќе биде на наша страна, што значи дека Stock RSI не е на наша страна исто така. RSI, значи да погледнеме што се случува моментално со RSI. RSI моментално се наоѓа под 50 и ова е една од вредностите кои што можеме да рачунаме дека се на наша страна, иако цената не успеала да се коригира до долната страна, затоа што од 20 до 50, верувајте ми, е место каде што, гледате, значи цената се коригирала од претходниот bull run до 34 и почнала да се движи нагоре. Што значи дека од 20 до 50 можеме да очекуваме дека ово е сегментот каде што најчесто цената ќе продолжи да се движи нагоре. Значи гледате, скоро никогаш не успеала да стаса до долната страна. Значи ова е RSI на буквално од 2013 година па до денес. Значи многу ретко се случува, ова е пандемијата ова е 2000, да, практично ова е пандемијата и ова е оној втор испад на пандемијата како втор чекор кој што го добивме и претходно ова е каде што имала почеток самиот биткоин. Значи ова се само 2 или 3 примери во кои што успеала оваа алатка да се придвижи доле до 30, што значи дека секој движење на алатката под 50, значи од 50 до 20 е позитивно и истиот може да резултира со движење на значи на цената нагоре, што значи дека RSI е позитивен во оваа ситуација на неделно ниво. Значи како се движиме надоле, неговата корекција надолу е многу по честа, но колку повеќе значи се движиме нагоре низ големите временски периоди, ова е многу ретко да се види. И последно што треба да видиме е Фибоначи секвенцата на последниот бран. Значи тоа би било оваа секвенца овде, само да видиме моментално што се случува. Значи гледате. Значи цената моментално се движи негде околу 0,618 левелот, но представува отпор, не поддршка, и истата пробава да се коригира доле до 0,786. Значи секоја ваква длабока корекција е добар сегмент кога планираме да купиме одредено добро. Значи колку е подлабока корекцијата, толку е подобра шансата и значи дека овој бранд ќе продолжи да се движи нагоре, односно си оставил самиот себе си простор за движење врз основа на Фибоначи секвенцата. Значи на дневно ниво неделно ниво моментално завршивме и можеме да видиме дека имаме 3 наспроти 4. Значи имаме 4 негативни со 3 позитивни индикатори, што значи дека моментално, како што може да видите, е многу неодлучно време за купување, што мене доколку ме прашувате, неодлучно време е еднакво на не купувајте, ако ме прашувате мене. Да видиме што се случува и на дневно ниво пред да видиме каква е генерално сликата на биткоин. Но не заборавајте дека само пред неколку дена, само пред една недела, значи овие индикатори ни покажува сосема друг аспект. Затоа мораме да ги следиме постојано и да видиме дали истите ќе ни ја промена сликата и дали ќе ни покажат дека моментално се подобриле на некој начин индикаторите во однос на тоа да купиме одредено добро или не. Значи, како што може да видите овдека, зелената е комплетно под црвената и жолтата во однос на 4MA, значи 4MA средните вредности, што значи дека 4MA е буквално негативно на дневно ниво, значи моментално ќе го запишеме како 0, потоа имаме Stock RSI и RSI да ги погледнеме. Значи, оваа ситуација за разлика од неделно ниво, како што може да видите на дневно ниво, многу често се случува често цената да се придвижи под нулата, значи затоа што е на многу помал временски период и сегментите се многу помали, но моментално имаме вредност од 42, што на некој начин можеме да ја земеме како валидна во однос на купување, иако колку повеќе се цената, мислам колку повеќе овој индикатор е надолу до 30 како долна граница на вредноста, толку истиот ќе биде попозитивен за нас, но како што може да видите во долг временски период тоа не се случило, затоа и нема да очекуваме истиот да се врати до таму пред да купиме. Што значи дека истиот би бил поволен дури и да се наоѓа негде под 50, околу 30-40 вредност. Што значи дека тоа е позитивно на наша страна, што RSI моментално се наоѓа негде во средината, но пред истиот да се најде во oversold, односно препродадено, не би било паметно да се купи, затоа што ова е многу брз индикатор. Гледате колку, значи, само за неколку дена успеал да се најде во
oversold и да се врати во overbought и надолу. Значи, пред истиот да се придвижи под вредноста од 20, не е паметно да се купува, што значи дека stock RSI е негативен во оваа ситуација за нас. Значи да видиме што се случува со Bollinger Band. Bollinger Band на дневно ниво, само да го промениме чартот. Значи на дневно ниво моментално Bollinger Band е буквално во долниот агол од самиот Bollinger Band, што е многу позитивно. Значи гледате, успеал Bollinger Band да задржи цената, истата да почне да се враќа надолу, што значи дека Bollinger Band можеме да го користиме, да го рачунаме дека е позитивен во однос на купување на цената нагоре. Да видиме што уствари следно имаме. Значи следно е VPVR. Значи VPVR точно се наоѓа во моментов како практично треба да видиме цената да заврши денеска над оваа вредност, значи оваа црвена линија, затоа што црвената линија е, како што рековме, сигналната линија, односно врвот на обем на трансакции во овој дел од цената. Доколку цената успее да се задржи над неа, после оваа корекција, оваа би била позитивна алатка и би ја користеле како позитивна поддршка на цената надолу. Гледате, успеала оваа цена да задржи цената оваа алатка да задржи цената неколку пати. 1, 2, 3, но овој пат успеала да пробие надолу. Значи 4 пати имаме задршка на цената пред истата да пробие надолу и доколку не добиеме позитивно завршување на овој ден, значи следната свеќа да се движи над оваа црвена линија, значи не можеме да рачунаме на оваа алатка, затоа во моментов ќе ја ставиме како негативна алатка и значи истата мораме да видиме како ќе се придвижи во наредниот ден пред да очекуваме дека можеме да рачунаме како поддршка. Следно што треба да погледнеме е MACD. Значи што се случува со MACD во моментот? Значи MACD се наоѓа под нулата, но се уште немаме прекршување на сигналната над базичната линија. Значи кога ќе го добиеме ова, гледате, значи бранот ослабува, тоа е вистина. Но мораме прво да го добиеме ова прекршување на сигналната над базичната. И се уште имаме, како што може да видите овде, голем обем помеѓу истите. Значи овој мора да се затвори, ова мора да се затвори пред да очекуваме било каков позитивен исход од MACD во нашата анализа. Значи кога барем оваа сигнална линија ќе се прекрши над базичната и веќе го добивме тоа дека самиот бран ослабнува, но кога ќе добиеме прекршување, тогаш ќе можеме да го рачунаме и MACD на наша страна, што значи дека MACD во оваа ситуација е 0 за нас и Фибоначи секвенцата, значи доколку ја споредиме на ова ниво, нема ни потреба, затоа што како што може да видите, истата скоро се наоѓа, че ја веќе го обележав ова ниво на дневната скала, кое што е претходното дно на овој бран. Што значи дека цената скоро, па само што не се вратила до истото. Што значи дека нема логика да правиме Фибоначи секвенца, кога можеме да видиме дека станува збор за враќање на цената до претходниот лоу. Сега, она што можеме да очекуваме во иднина е да видиме дали ќе се случи ова, да имаме дупло дно. Значи, доколку ова се случи и цената успее овдека да се задржи, како што можеме да видиме истата се одбила нагоре, ова е многу добар показател дека можеме да очекуваме цената да се придвижи нагоре. Но мораме да видиме како во наредните денови истата ќе одигра и да видиме дали ова е валидна формација, затоа што пред да видиме дека цената продолжила да се движи нагоре, не можеме да знаеме дека оваа формација навистина ќе одигра. Значи овие две дна може да ги рачунаме само доколку добиеме движење на цената од овој тип. Значи ова би било потврда дека моментално имаме движење на цената нагоре. Се разбираме? Така да, значи моментално оваа конструкција не можеме да земеме предвид се додека не видиме дека можеби утре нема да добиеме повторна корекција надолу и обид за кршење на ова ниво. Но, значи, Фибоначи секвенцата не можеме да рачунаме оваа ситуација затоа што цената се вратила на претходното дно. Моментално имаме 2 наспроти 5. Што значи дека во моментов воопште не е паметно, само момент, значи рековме 5. И доколку го собереме ова можеме да видиме дека имаме 12 наспроти 6 индикатори. Извинете, овдека е 2. Значи 12 наспроти 8 индикатори, а мене доколку ме прашувате, немој да купувате кога имаме 50-50 вредност на индикаторите. Се разбираме?
Значи, доколку оставиме ова како основна базична статистичка анализа, значи користете го затоа што не може да запамтите секој од овие индикатори дали бил позитивен или негативен на различните временски вредности. Затоа користете го овој индикатор, јас ќе продолжам да користам во иднина заедно со вас, за да ни помогне да запамтиме кој од овие индикатори бил позитивен, а кој бил негативен, и дополнително на сето тоа не заборавајте секогаш да ги гледате структурите на пазарот кои што дополнително ќе ни кажат за, значи, што да очекуваме понатаму. Значи, рековме, доколку направиме оваа анализа, можеме да заклучиме дека крајниот резултат на истата би бил, како што рековме, 12 наспроти 8. И како основна анализа која што досега ја учевме од претходниве видеа, можеме да видиме дека воопште не е паметно моментално да се купи биткоин, се додека не добиеме подобра, на некој начин, подобра веројатност во однос на индикаторите дека доколку купиме, цената има поголема шанса да оди нагоре отколку надолу. Сега, значи повторно ќе ви кажам дека без разлика, значи техничката анализа е на некој начин 70% од вашата веројатност за да утврдите дали цената ќе се движи нагоре или надолу. Но секогаш запамтете она што ви го кажа на почетокот. Исто е битно да ги следиме овие два чартови за почеток, значи DXY, вредноста на доларот, и каква е моментално значи, ситуацијата на берзите, односно ова е еден од индикаторите кои што како 500 најдобри компании во Америка ни покажува дали моментално на берзите, како движење на акциите, истите се во профит или во загуба, што дополнително ни покажува што да очекуваме од биткоин. Значи ова се 70% од индикатори, оваа табела која што ја правиме, дополнително се за тоа мораме да ги видиме и овие две и да ги запазиме вестите на денот, односно да видиме дали нешто ново во светот се случува што би ја забрзало или би ја забавило на некој начин движењето на цената на биткоин нагоре или надолу и неговата адаптација. И секогаш не е лошо да прегледате што кажува Fear and Greed индексот како на криптопазарот, така и на берзите. Значи на берзите моментално се наоѓа на 29, како што може да видите, пред само една недела бил 48, пред само еден месец бил значи во истата таа вредност, значи дека овој пат практично половина надолу покажува дека моментално не е само на биткоин, туку на сите пазари се наоѓа овој страф од купување на ова добро. Додека за разлика од тоа на крипто пазарот е и многу по-низок, затоа што крипто пазарот е многу по-ризичен, затоа што е многу по-нов и луѓето многу повеќе прво би ги извадиле своите пари од крипто пазарот, отколку што би ги извадиле од берзите, кои што сами по себе се многу по-стари и по-сигурни, затоа што падовите на берзите се многу помали за разлика од крипто пазарот кој што е многу по-волатилен. Тоа запамтете го секогаш. Значи мораме да ги погледнеме овие два индикатори кои што се основни, да ги следиме вестите на денот, да ги погледнеме овие два чарта кои што се многу битни, би сакал да ги додадете, доколку не сте разгледале, погледнете го на видео каде што разговарам повторно за DXY, SPY и биткоин, како напоредни вредности кои што треба да ги погледнеме и да направиме сопствена анализа на биткоин вредноста прво, а потоа и на останатите криптовалути кои што сакаме да ги држиме во своето портфолио. Значи да, знам дека моментално изгледа малку лошо, јасно ми е, знам дека моментално стравот на пазарот е голем, но доколку ја погледнете онаа видео со dollar cost average стратегијата, значи ова, иако моментално се наоѓаме во страв, не би било лош момент за купување на биткоин, затоа што како што рековме, значи само ќе се вратиме уште еднаш на месечно ниво за да го објасниме овој сегмент. Значи моментално корекцијата на од all time high на биткоин е во износ од 43%. Значи 43% веќе биткоин изгубил од својата вредност. И доколку го погледнеме овој златен джеб, кој што не само јас, туку многу поискусни луѓе очекуваат дека цената ќе се задржи во истиот, значи тоа би било паметно време на некој начин доколку користите онаа стратегија на dollar cost average да купите без разлика колку имате. Значи тоа не значи дека вие треба да ставите одредена сума на пари. Значи тоа останува на вас да видите колку можете да си дозволите да инвестирате без тие пари да ви требаат во скора иднина, затоа што инвестиција моментално на dollar cost average стратегија би значило дека треба да инвестирате во овој нареден период до, како што рековме, 2024, каде што ќе се случи следниот биткоин халвинг. Тоа би било 2024 негде во мај, значи треба да се случи на 4 мај, но тоа
повторно значи може да се одложи за ден-два нагоре или надолу во однос на тоа колку блокови се направени. За ова може да погледнете видеото на Bitcoin Halving, што значи дека го имате целиот овој период за акумулација. Значи ова е цел период на акумулација која што може да ја направите, дали е тоа на Bitcoin или на некој друго добро, кое што би представувало на некој начин или bear market или би представувало уште една нога на bull маркетот и потоа bear market пред да го добиеме халвингот и следниот почеток на bull маркет за овој циклус од 2024 до 2025. Ова што моментално го разговаравме не е финансиски совет. Ова е само моје размислување како јас ги внесувам своите на некој начин тешко заработени пари на пазарот и што купувам моментов, така да значи ова не може да го сватите како мој совет за вас што да правите, ова е само моје мислење и овој материјал генерално е едукационен материјал за да може сами да направите собствена анализа. Значи не заборавајте. Целиот овој материјал е за вие сами да направите собствена анализа, да одлучите што е паметно да направите на овој пазар во моментов. Ви благодарам за следењето на нашиот канал. Се надевам ви се допадна содржината која што моментално ја обработивме. Значи на овој начин би сакал во иднина да правиме значи анализи на биткоин и на пазарот. Во моментов ќе правиме анализи само на биткоин затоа што се додека не добиеме корекција на биткоин вредноста, нема логика да правиме значи анализи на останатите криптовалути. Ќе направиме само доколку се потврди bear market на биткоин, ќе направиме анализи на останатите blue chip криптовалути за тоа каде според мое мислење јас ќе акумулирам од овие во наредниот bear market, доколку тоа се случи, значи повторно не заборавајте, треба да добиеме потврда дека сме во bear market. Значи доколку тоа се случи ќе направиме анализа на криптовалутите каде е паметно да се акумулира, односно што би очекувале да биде корекцијата на цената во наредниот bear market. За разлика од тоа ќе правиме анализи на биткоин кој што е значи најбитна валута и која што сигнализира движење нагоре или надолу во bear или bull. И за тоа на пример вака би изгледала една дневна анализа на биткоин и доколку имате на пример дополнителни барања во однос на анализата, доколку нешто ви се допаднало или не ви се допаднало, би сакал да го оставите коментари, верувајте ми ги читам сите коментари. За мене на некој начин тоа е бесценно затоа што можам да увидам што ви се допаѓа, што не, што би сакале да видите понатаму во овие видеа и повторно, значи слободно направете субскрипција на нашиот канал како би добиле нови материјали и споделете го ова со оние луѓе кои што знаете дека сакаат да научат техничка анализа, затоа што верувајте ми само ставање пари на одредени валути и надевање на најдоброто е една од најголемите грешки кои што може да направите на криптопазарот или било кој друг пазар на вредности. Ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден, се гледаме во наредното видео, ова беше Криптогамиџија.